Кога закажавте за вашите лични документи? Дали чекавте долго? Па сме чекали месец и пол дена. Дали мислите дека е функционален начинот на закажување на документи? Да. Да, добре. А дали сметате дека рокот од 12 март е прекраток за замена на сите лични документи? Па краток е, затоа самите луѓе си го прават ова. Они требале на време да си ги сменат, а не 5 до 12 и после сите да трчаат. Значи тоа не е добро прво. А второ, многу е тешко, има болни луѓе, пример, кои стварно што не можат да чекат ред. Види, за срамота, од дома си носам столче за да можам каде да седнам. Нема место каде да се седи на треба. Многу луѓе ги има стари, со кичми, со болести, они не можат да чекаат тука. А што мислите, дали предвремено вадење на документи паѓа на личен трошок, а не на трошок на државата? Не, на личен трошок. На личен трошок. Не, еве прв пат доаѓам. Дали некојаш Би требало да завршиме работа побрзо. Не, сега само 2 месеци чекаме. 2 месеци чекате? А дали мислите дека е функционален начинот на закажување кај нас? Не знам, прв пат се идам, не знам како ќе биде. Колку ќе чекам, не знам. Добро, а дали мислите дека е функционален начинот на закажување на документи? Јас ова што го работев, добро. Не бев ја за лична карта, други работи. Дали вие сте закажале за вашите лични документи? Не, јас сум од Велес, мислам од тука живеев 45 години, сега сум у Велес. Меѓутоа барам еден документ, ми рекоа мора они од таму тука лично да си побара. Сега како, што? Колку чекавте? Не сум чекала многу. А дали мислите дека е функционален начинот на закажување кај нас? Тоа не знам како е, кај нас иде бргу, сега не можам да кажам, у Велес е добро. Тука не знам, заборав да ти кажам право. Дали е функционален системот и начинот на закажување кај нас? Не знам, не вега вртам. Што да кажеш? Гужва преголема. А дали сметате дека рокот од 12 март е прекраток за замена на сите лични документи? Не знам, дискусабилно прашање. Барам многу одговори тоа. Брза поставка, брзо отиде. За ден. А дали мислите дека е функционален начинот на закажување кај нас? Мислам дека е. Дали долго ги чекавте вашите лични документи? Па сега дојдов јас. Сега. А дали брзо сте добиле одговор додека сте барале за закажување? Не, многу тешко е сега. Чекавте долго? Да. А дали мислите дека е системот функционален? Не ми се свиѓа. Од 8,5 имаме закажано, ама сите има тој таму во сличен термин и сега колку е часот, не знам, завршиме работа. А дали сметате дека рокот од 12 март е прекраток за замена на сите лични документи? Февруар, валјда, не е март. Па, со обзир дека нема термин за лична карта за пасош, мислам дека треба да се продолжи. Бар до јуни, до наредното лето. Иначе сега нема шанси да се закаже за лична карта и пасош. Не можеш цел ден на интернет да стоиш да го најдеш денот, датумот или што знам ја таму. Ние сме откочени, сега само што дојдев, за да видиме што е проблемот, за да купиме тука кола и сега да видиме што е проблемот. Дали мислите дека е функционален начинот на закажување во Македонија? Правилно, јас сум откочен и немам што да функционирам, те прв пат доаѓам тука и немам појма дали е брзо, дали е бавно, ја не можам тоа да го кажам.